Оние што бегал или бегаат од часови, веројатно никогаш нема да научат толку поучни уроци за значењето и рефлексиите од светските тектонски придвижувања, кои што класната им ги пренесува на своите ученици, ниту ќе можат толку длабоко да проникнат во македонскиот јазик, за да изнаредат така долга низа епитети, кои како карактерни лампиони им се ставаат на сите кои имаат лоша дума за кремање. Дека се дегенерици по раѓање, дека се фалични суштества, болни, ментално болни, дека се инфериорни и импотентни и дека надвор од тоа да бидат евнуси, шкопеници, значи измеќари и робови на своите господари луди, друга улога нема. Добрата вест е тоа што на сите ним им се гледа крајот, иако извори од Москва немаат официјално потврдено, сепак веројатно според заклучокот донесен на наставничкиот колегиум. На часот, со известна доза на сигурност, може да се соопшти дека отприлика сето тоа се случува по интервенција на Севишниот. И тоа по Божја волја ли е? По трети, четврти пат и се век и пол и се паѓа да го чисти, да го дезинфицира светот, да го спасува светот една држава, Русија. Дилеми веројатно и не може да има, па тоа се гледа во питомоста на ликот, во благоста на делата на неговиот пратеник на земјата. И не само тоа, туку изгледа во неговото житие ќе биде вградено и едно од чудата на кое сведочат учениците, кое сигурно ќе му помогне да биде канонизиран и да стане светец. Гледаш како збори спокојно. Злобниот Путин. Ама и доктор стана. Шо? За 24 часа кој излечи ковид. Нема докази дека се лечи од срам, иако има такви кои што очигледно се оперирани од него. За разлика од сите кои допрва, како што се вели на часот, ќе почистуваат на пријатност и долго ќе боледуваат од неа, бидејќи не ја прифаќаат терапијата со која е решено да се лекува светот. Со овие нацифашисти, дегенерици во политичкиве партии, во елитава македонска, во медиумскиот простор, ние таков срам историски си нанесовме. Прв пат сме на погрешна страна, заедно со дегенерици и, Боже, прости ми, со идиоти, со дебили, со све што е тешко, неизлечиво пореметено. Истинска среќа е што барем наставно-научниот кадар не ни е на погрешната страна. Иако ако човекот сака навистина и во целост да помогне, не за друго, туку за да не се губат часови, мора да забрза со операцијата или да смислува некој нов лек, со кој поделотворно ќе се смируваат хормоните на надбрежната жлезда. Вака, ја да ти кажам, гледам и по тебе, ја 3 дена не спијам, еве сега денеска пак нема да спијам, затоа што адреналинот ми е зажево, не можам да не пропуштам нешто. Ако продолжи да трае, тогаш треба убаво да се промисли што би му дало малку шмек и би ја зголемило неизвестноста и возбудата, особено за домашната публика. Класната и учениците се во дилема околу транспортот, формацијата и бројноста, но дефинитивно имаат интересен предлог. Да се организира, например, настава во природа, за сите оние кои попреку гледаат на драгиот цар. Уф, како би ги натоварила. Усточен вагон, мајка. Ама затворени, како крајови не ќе ги... Како стока сега со пенџериња ли? Стока у вагони, имаме пруга, правец Украина.
Ја дивизија би им организирал. О, Сите што гласа не бе, на авион референдумот, слободно. 500.000 у авиони и ги тватamo. Ја чак би посакала на фронт, вака на линија, па од една страна Чеченци, 17. Чечена, од друга страна русиве, у средина нашиве, па сад кому иде? И на крајот, кога не постојат доволно зборови со кои може да се опише благодарноста за насмевките, пружената радост, за огромната среќа. Епа, вака само можам да речеме. Фала ти Боже што не остави живи да го видиме стварно тешко време, ама овакво уживање, извини. Иако само класен, на кој не се дава оценка. Овој час е уште една и конечна потврда дека образованието е во тешка криза, на која не е потребна сериозна и длабока реформа, туку враќање на фабричко подесување.